Во тек е подготовката на проектно-техничката документација за реконструкција, изградба и надградба на Домот на култура со цел обезбедување на простор за потребите на театарот, односно нов театар, кој што ќе биде во склоп на Домот на културата. Изјави директорката на Националната установа Центар за култура Марко Цепенков, Јасмина Мицовска-Станковска, додавајќи дека овој проект Министерството за култура годинава ќе го поддржи со 6 милиони денари. Овој проект треба да заврши, крајниот рок е некаде јуни месец, крајот на јуни месец, со што потоа продолжуваме со новата фаза, односно почетокот на изградбата и подготовка за изградба на театар и реконструкција на Домот на култура. Значи сега во оваа фаза се подготвува основниот проект. Колку за подсетување, изградбата на новиот театар во Прилеп беше едно од капиталните предизборни ветувања на актуелната централна власт, како и на сега веќе бившата локална власт. Последното ветување околу изградбата на новиот театар го даде Зоран Заев во декември 2020 година, кога од центарот на градот, во кој безмалку 6 децении се одржува и единствениот македонски театарски фестивал, Војдан Чернодрински, самоуверено најави дека во 2021 година ќе се започне дури и со изградбата. Во моментот се трансферираат 4,5 милиони денари на сметка наменска посебна на Прилеп за изработка на главниот проект за театарот, кој што следната година ќе почне да се гради во Прилеп. И додека се чека на изградбата на новиот театар, Прилепскиот театарски ансамбл, кој патем е еден од најуспешните и најнаградуваните театри, како во земјава, така и во странство, продолжува да работи во очајно лошите услови од безмалку еден век старата зграда на Народниот театар Војдан Чернодрински, каде не постојат ни елементарни услови за професионална театарска дејност, а зашто пак прилепските театарџии неброено многу пати и јавно реагираа до надлежните институции. Инаку, според директорката Мицовска-Станковска, Националната установа Центар за култура Марко Цепенков годинава влегла во програмата на Министерството за култура со околу 40 на проекти од драмската, музичката, сценската, издавачката и други видови дејности и уметности. Таа вели дека годинашната финансиска поддршка од страна на Министерството за проектите на Прилепската установа била значително поголема во однос на минатата година.